Во чест на празникот Свети Трифун синоќа во музеј галеријата во Кавадарци беше отворена традиционалната изложба на ликовниот уметник од Кавадарци Лазар Дојчинов. Дојчинов останува доследен на својот аманет на празникот на лозарите Свети Трифун да подарува своја изложба, така е барем последниве 10 години. Сите негови родни и пријатели, колеги, љубители на неговата уметност од Кавадарци и пошироко синоќа му искажаа почит со присуството на неговата работа и вниманието што го посветија за разгледување па и набавка со дела на големиот уметник од Кавадарци, а годинава посветена на најголемиот празник на лозарите Свети Трифун. Дојчинов покрај своите веќе познати слики на јавноста и понуди нови 41 дело, изведени во акварелна и акрилна техника. Темите се главно со мотиви од лозија, грозје, вино, ракија, пејсажи од нашата теквешија. Но има и новина. Новина е тоа што има циклус на слики посветени на големата мајка, божицата на плодноста, во име на мирот и семејното светилиште. За творештвото на Лазар Дојчинов синоќа говорија Весна Георгиева, директорка на музеј галеријата од Кавадарци, и колешката Мирјана Мукаетова, новинар, ликовен критичар и добар познавач на делата на Лазар Дојчинов. Инаку авторот на крајот од отварањето им се заблагодари на сите кои дадоа па макар и мал придонес во афирмацијата на неговата уметност со која се бави долги години. Инаку свој настап на синоќешното отварање на изложбата на Дојчинов има и членови на Народниот оркестар на основното балетско и музичко училиште Лазумица Фрале под раководство на наставникот Горан Јанев. Традиционално, како секоја година, почеток на ликовните збивнувања ги врзува за 13 и 14 февруари, односно со верскиот празник Свети Трифун. Традиционално неколку години поред, по повод чествувањето на овој наш локален и регионален празник, во соработка со градначалникот и локалната самоуправа, организираме изложба на ликовниот уметник од нашиот град, господинот Лазар Дојчинов. Неговата вечна тема се лозјето и виновата лоза, кои се силно поврзани со овој наш христијански светител. Во тематската содржина тој често се представува со лозје, грозје, вино, ракија, казани и пејсажи од околината на Кавадарци. Вечер во почитувани се представува со 41 дело, изведени во акварелна и акрилна техника. Она што е новина во неговите акрилни платна е дополнување со представа на големата мајка, Божица на плодноста, во улога на семејно светилиште, кој го чува мирот во домот, заштитничка на домот и семејството, како мајка хранителка. Овој култ на големата мајка, кој обстојува од неолитскиот период на нашите простори, зашто свидетели се токму овие нејзини фигурини, откриени на археолошките локалитети Тумба Маџари, Церје Говрилово, Адам од Говрилово, а секако и раритетните ранохристијански теракотни икони од Виничкото кале, со представа на винова лоза и светители. Е токму таа симбиоза на лозје, вино, храна, како извор на живот, кој што авторот успешно ги презентира преку неговата колористичка палета. Производството на вино на овие простори има долга традиција, уште во времето на Филип II и Александар Велики. Членовите на македонската кралска династија се познати како големи љубители на виното. Традицијата продолжува и за време на Римската империја, кога Македонија е еден од најзначајните вински региони во империјата. Со навлегувањето на христијанството скоро во сите православни христијански церемонии и изедувањето во црквите, виното е дел од традицијата, па дури и во свадбената церемонија, каде што вино, заедно со леп и сол, им се дава на невестата и младоженецот. Затоа, виното и лебот се многу чести мотиви на сликите на Лазар Дојчинов, во кои ја потврдува својата определеност да ја негува традицијата. Тука се садовите за вино, кошнички со зрело грозје и рибата, која исто така е еден од христијанските символи. Што се однесува до акварелите и годинава, сме сведоци на дела од еден исклучително надарен сликар, кој својата винска рапсодија ја раскажува со прекрасни слики на лози, грозје, гроздоберачки и мртва природа. Акварелот е симбиоза од само 3 елементи:
бела хартија, водени бојци и вода. Но вистинската магија настапува во умешноста на сликарот во чинот на творештвото да го најде вистинскиот сооднос. Колку боја, колку вода и колку брз потез од четката на белата хартија. Ве уверувам таа дарба ја поседува Лазар Дојчинов и затоа може да создава толку дела и со ваков квалитет. Му честитам на неговата истреност, му посакувам инспирацијата и никогаш да не му згасне. И на крајот, ако овие дела за миг ве потикнаа подсвесно да се присетите на мирисот на ширата, на мирисот на маџунот, на мирисот на првите капки кога ќе протече ракијата, на виното од бочвите, тогаш мислам дека е тоа вистинското. Тогаш Лазар успеал да ве допре. И тогаш и ние се чувствуваме дел од оваа традиција, кои некои ја негуваат повеќе, а некои помалце. Јас сакам да испратам еден поздрав до сета оваа организација. Првен на сите вас присутните, сакам да ви заблагодарам. Ова за нас е најголем празник, а и кавдарчани ние сме должни Свети Трифун да го обележиме на еден најдобар начин. Како кавдарчани нас ни е должност тоа. Нема тука мрдање. Че дојде празникот мора да биде се уред. Му се заблагодарувам на директорот на музејот на Весна Ѓорѓиева, на новинарското видување на Мирјана Мукеетова, посебно и се заблагодарувам. Ова не е прв пат и она знае многу убаво да ја согледа ова сета содржина и да искаже едно нејзино новинарско видување. На КТВ телевизија посебно сакам да заблагодарам за тоа што КТВ телевизија сето ова сите го чекат да го видат кавдарчани и она го пренесува на целата Тиквишија кај што треба. На исто така на РТК, на Димитров, Маријан и сите вработени кои што се во овие медиуми, кои што оваа представа ја дава на низ целиот свет. ЮТБ и тие работи се преку господинот Маријан Димитров, познато РТК. Така да сите можат нас ова да не гледат во цел свет. Исто така најмногу сакам па да се заблагодарам. Ја не знам кои зборови да употребам за овие музичари наши кои што еве како млади, али многу талентирани и направија една многу убава изведба на нивните професори што ги учат. Оваа школа е пример, мислам, се покажа една многу квалитетна школа и сврли многу квалитетен музички уметници и до прва таму сите ќе испаѓат. И за нас е вистинска среќа што имам за Тиквишијата ваква школа и многу таленти да може таму да се дооформат. Уште едно сакам да се заблагодарам на сите и да не бидам многу нападен. На крајот сакам и да се заблагодарам и на кај нас имаше една организација Ангропромет, сега е ТД.